5 последователни неуспешни обиди да го положи возачкиот испит. Студентка по право Небие Заимовска поднела обвинение за психичко малтретирање. Во поднесокот јас барам, значи прво да се утврди психичко малтретирање. Верувајте, јас тука и го ставив акцентот. Јас психички се малтретирам и веќе осетив и си реков на самата себе дека треба нешто да превземам. Што впрочем се случувало и зошто студентката паѓала на испитот? Малтретирањата на кандидатите кои што полагаат возачки испит им се прават кога ќе стигнат во делот на градска вожња. Со тоа што мене инструкторот психички ме спремаше дека прв и втор пат нема шанси да поминете, значи психички спремна дека одиш на испит за да паѓаш. Четврти пат не поминуваме, стигнува петтиот пат не поминуваме. Последниот пат кога бе влезе на испит, осетив како на раскрсница ми кочаше, комисијата ми кочаше. Иако возилата за обука се опремени со камери и целата конверзација помеѓу инструкторот и кандидатот се снима, сепак пораките до идните возачи стигнуваат непосредно. Одговорно тврдам дека тие работи индиректно се прават, се случуваат и вистината за успешно положен кандидат стои зад камерите. Зад камерите кои што формално се прикажуваат. Како овој прв случај на вакво пријавено психичко насилство ќе заврши е неизвестно, но пораката до сите е јасна. Сите кои имаат вакви или слични проблеми треба веднаш да ги пријават до надлежните. Возачката дозвола не смее да биде причина за било каков притисок, злоупотреба или уцени, порачува Заимовска.